дел од собственоста на ракометни Пелистер АД Битола. Значи, гордоста за спортска Битола и она што минато представуваше ракометниот клуб Пелистер, денес обидува во цела собственост на општина Битола и општина Битола ќе преземи собственост со 30% во основачиот капитал. Оно што город пак да се навратам на таа пресконференција и оно што се слушаше во минатиот период, наместо силен ракометен клуб, ние во иднина или во наредната сезона ќе добиеме клуб кој ќе се бори за опстанок во првата машка ракометна лига, ќе добиеме клуб кој од еден гигант и европски бренд го претвараме во клуб кој одвајќа живота и единствено ќе служи за 3-4 луѓе кои се вртат низ него таму да можат да земат по некој ден плата, за да можат да си го исполнуваат времето во текот на наредната година. Од оно што го видовме како нивно барање и како нивно размислување е тоа дека купниот буџет на ракометниот клуб за наредната година ќе изнесува 100.000 евра, пари кои се не знам дали се доволни за ние да останеме во таа прва Суперлига, туку ќе или до година ќе зборуваме за второлигашки ракомет во Битола. Значи второлигашки ракомет во Македонија. Ако порано бевме шампиони, ако порано се можеме да се споредуваме со Вардар и со Металург, ако сите беа далеку за нас, се донесовме во ситуација во најспортскиот град во Македонија, Вардар, Металург, Зомимак, некои наслови Скопски, Тинекс, Пролет или не знам кој да видат предност, па дури и еден Ресен да биде предност. Значи, жално ме што се случува со ракометниот клуб. Единствено што оваа одлука ни дава е тоа да се обидиме да обстои, иначе не се знаеше и дали воопшто ќе се овој ракометен клуб ќе постои понатаму и дали ќе го имаме ние како име Пелистер во ракометот. Единственото добро е тоа што ќе продолжи неговата агонија и во наредната година. Одлуката, како одлука ќе го формираме, ќе направиме ракометно акционерско друштво, меѓутоа она што е реалност е навистина жална и не знам дали брзо ќе прекине, меѓутоа се надевам дека истото нема да траи толку